Размислувајќи за она на што би се фокусирала денеска, секако следејќи ги инструкциите на Маријан да не ја дефинираме пак и пак состојбата во која што се наоѓаме, туку да понудиме предлози, имав еден момент кој себе си го нареков "Миле ми текна", или уште повеќе размислувајќи за предлогот ми личеше повеќе на она баба Рада го откри природниот лек за лекување на ракот. А тоа е во суштина, ако ни треба ветрокас, ако ни треба патокас, ако ни треба некаков репер, или на некој од граѓаните ако му треба репер, мислам дека дури е многу едноставно. Да, какви промени сакаме и кон што треба да се движиме. Мислам дека треба да го следиме овој совет, а тоа е да правиме се што е спротивно од она што го прави оваа злосторнички здружена криминогена власт. И мислам дека маргината на грешка може да биде многу мала. Затоа што најголемиот дел од политиките кои што таа и чекорите кои што таа ги направи во суштина се спротивно на она што се залагања и на граѓанското слободно демократско општество. Така што она што го имаме како ситуација, сите добро го знаеме, државата е киднапирана, државата е заробена и во таа смисла ние сите размислуваме како да ја ослободиме државата, како да се ослободиме себе си. И затоа јас дел од нашите активности не би ги нарекла рушење на власт, туку рушење на еден режим, демонтирање на еден недемократски режим кој што сите нас не угнетува 10 години. На различни основи во сите области. И тоа е она во суштина со кој што сите како граѓани сме соочени. Исто така соочени сме со големата рамнодушност која што постои или да кажам постоеше барем кај граѓаните, поголемиот дел кај граѓаните, затоа што мислам дека состојбата се менува, мислам дека изминатава година работите се поместуваат и токму затоа дури и чекорите кои на прв поглед изгледаат обесхрабрувачки не треба да не обесхрабрат, дека треба на вистина да размислуваме за тоа како да се охрабриме меѓу себе, како да се мотивираме себе си, но и граѓаните, сите оние кои што се или граѓански активисти кои што се базирани на членство, кои што разговараат со обичните граѓани, со своите пријатели, со своите роднини, мислам дека не постои рецепта како можеме да го разбудиме граѓанството во нас, но мислам дека треба да ги користиме сите средства, од едукација до мотивација, до здружување, развивање на солидарноста. Видете, и ние сме жртви на еден образовен режим, па посебно и помладите генерации. Ние во чекор учиме. Размислуваме долгорочно, но мораме да размислуваме и да чекориме краткорочно, бидејќи ако сега ја испуштиме шансата, навистина тоа многу може да не чини цела една држава. Веќе државата е во критична фаза, не сакам да речам дека е во длабока кома, но мислам и убедена сум дека има спас. Во таа смисла би зборувала и за медиумите. Значи, медиумите по дефиниција се дел од граѓанското општество. Што тие заборавија, што се и како се, тоа е друга приказна, посебно оние кои што се под контрола на власта. И затоа мислам дека нашата улога во суштина во тој дел како граѓани е исто така голема, односно во ослободувањето на медиумите. Бидејќи медиумите мора, без разлика дали станува збор за јавен радиодифузен сервис или за приватни комерцијални медиуми, тие мора да го штитат и да го штитат јавниот интерес. Значи, мора да ја негуваат критичката свест. И ние како граѓани не смееме од тоа да се откажеме. Ние видовме кои се последиците на тоа што се откажавме и што почнавме пропагандата да ја пиеме како вест, како информација, а тоа беше лага и е лага и манипулација. Она што малку ме загрижува, морам да бидам искрена, е скорешна една средба со дел од амбасадорите, кои што дури вака имаше буквално една изјава: во последните неколку недели гледаме балансирано новинарство, но интервјуто на лидерот на опозицијата Зоран Заев во Сител телевизија, тука малку ни ги разниша нашите очекувања дека ќе имаме балансирано новинарство. Мислам, дајте да не се шегуваме. И дајте да бидеме сериозни и безкомпромисни во оваа приказна. Ние балансирано новинарство немаме. И тоа што беа тие неколку интервјуа само се покажуваат во суштина она што ние сите овде што сме критички настроени, кои што сме ја критикувале власта и помислиме различно, сме постојано шиканирани и на удар токму тие медиуми. И оттаму мислам дека апсолутно без реформи во медиумите, без ослободување на медиумите, ние не смееме да помислиме на ништо друго, бидејќи она што го имаме како ситуација гледате власта, бедемот се медиумите и бедемот се судиите.
Ако пропадне, односно ако се откажат од еден од тие два столба, приказната е готова. И ние не смееме тука да попуштиме. Не се само тие два столба, но вака се покажува кај им се сега мостовите на спас, каде што они мислат дека можат да се спасат. И затоа мислам дека нема да биде доволно само, иако не верувам дека воопшто нешто може да се договори на преговорите во смисла на реформи во медиумите, законски промени, но дури и тоа да се направи. Потребно е време сето тоа да се имплементира. Ние потребно е да видиме резултати од тоа. Чи не е доволно само да имаме на хартија договор, туку мора да видиме реални резултати, да ја почувствуваме слободата на медиумите, слободата на изразување, слободата на информирање. И од тие причини, на крај би сакала да истакнам дека за нас, граѓаните, изборите ни оддалеку не се главна цел. Ние, граѓаните, носиме одговорноста за еднината и обстанокот на оваа држава. Мислам дека тоа ќе се согласите сите. И токму затоа треба да се фокусираме, да бараме, но и да учествуваме во промените и реформите кои ќе водат кон демократска, слободна, правна и правична држава. Затоа сметам дека секаков притисок за што е можно побрзо закажување на изборите треба да биде категорично одбиен. Прво да ги видиме и почувствуваме реформите, не велам 20 години, значи не сакам ни временска рамка да поставам, но треба да се убедиме, дури потоа и да се убедиме дека постојат фери слободни услови за избори, па дури потоа ќе одиме да гласаме. И овој пат никој нема и не смее да не прелажи и не смееме да дозволиме тоа да ни се случи. Бидејќи меѓу идејата за слобода и ослободување на заробената држава стојат единствено и само граѓаните.